Засилениот ветар и врнежите од дожд придонесоа драстично намалување на аерозагадувањето. Сите мерни станици денес покажуваат многу ниско или ниско ниво на загадување, освен мерната станица во Лисиче, која покажува средно ниво на аерозагадување. Во согласност со податоците од Министерството за животна средина и просторно планирање, кое е надлежно за следење на квалитетот на воздухот, град Скопје информира дека од утре се укинуваат воведените мерки за бесплатен превоз за сите граѓани и ослободување од работа за вработените во град Скопје и во јавните градски предпријатија над 60 годишна возраст со хронични заболувања, како и за бремените жени. Интензивна контрола на градилиштата, односно возилата што излегуваат од градилиштата мора да имаат измиени тркала и да се покриени со церади заради контрола на прашината. Ке продолжиме со интензивното миење на градските улици и булевари, што се во надлежност на град Скопје. Градот Скопје ќе го продолжи интензивниот инспекцијски надзор над инсталациите што се во негова надлежност. Освен во Скопскиот регион, загадувањето е намалено на сите критични точки низ Македонија. PM10 частичките во Битола беа на ниско ниво, каде станицата измери 30 микрограми, во Тетово измери 20 микрограми. Во Велес и во Куманово мерните станици покажуваат вредност од 40 микрограми. Имено во саботата рекордно загадување беше измерено во општина Карпош, каде што достигнаа 1218 PM10 честички на 1 кубен метар, односно 24 пати повеќе од дозволеното.